Има право да си го уреди својот живот и да живее на начин како што тој сака и со кого сака. Правото на брак е едно од основните човекови права. Истополовите бракови мислам дека треба да се легализираат како класични бракови. Amnesty International вели, Северна Македонија плива наспроти европскиот текст за легализирање на истополови бракови. Политиката поделена, традиционално семејство наспроти либерални вредности. Сметам дека секој од нас како возрасен граѓанин има право да си го уреди својот живот и да живее на начин како што тој сака и со кого сака, се разбира доколку не штети никому. Па поради тоа немам ни ништо против да дојде до озаконување на партнерства помеѓу луѓе од исти пол. Јас сум Бојана и според мене треба да се легализираат истополовите бракови, затоа што исто како правото на слободно изразување, правото на брак е едно од основните човекови права и сметам дека оваа тема веќе не треба да се дебатира. Дефинитивно сум за легализирање на геј бракови. Секој човек треба да има право и можност да стапи во брак. Негирањето на некои луѓе да стапат во брак само поради нивната сексуална ориентираност е дискриминирачки и создава втора класа на граѓани. Што се однесува до прашањето дали треба истите да посвојуваат деца, искрено не знам. Немам дефинитивен став по тоа прашање, бидејќи искрено не сум запознаен со тоа што вери науката, како тоа би влијаело врз самите деца, дали е тоа околина која што би била добра за нивниот развој и така натаму, на вистина не знам. Според мене треба да им се дозволи на истополовите парови да посвојуваат деца затоа што не е толку важна нивната сексуална ориентација колку што се важни нивните домашни услови, нивните примања и општа нивната способност да чуваат и воспитаат дете. Истополовите бракови треба да имаат право да посвојат дете. Има многу дечиња кои се во домови и со возможувањето на истополовите бракови да посвојуваат, им дава свое дете кој пат они самите не можат да го имаат и детето добива топол дом, љубов и потребна нега. Да, дефинитивно би требало да се легализираат како партнерства каде што и тие како граѓани би можеле да ги остваруваат своите права еднакво како и другите. А во однос на прашањето дали тоа би требало да биде означено како брак, мислам дека треба тука да ги имаме во предвид чувствата на сите други заедници, пред се дека бракот се разбира и верска и религиска функција и поради тоа доколку главните верски заедници во Македонија или во другите држави не се согласуваат со поимот на брак, мислам дека може да се најдат други форми на граѓански партнерства или некои други заедници каде што ќе се задоволат сите страни во општеството, а истовремено ќе им овозможиме и на исто половите партнери да го живеат својот живот како што сакаат. И сметам дека истополовите бракови треба да се легализираат како ништо друго освен нормални бракови започнати од љубов. Истополовите бракови мислам дека треба да се легализираат како класични бракови. Од младите зелено светло од собранието закон против дискриминација. Но дали е тоа доволно за да се смени сликата на терен?